Победата на екстремно десничарската партија Алтернатива за Германија или АФД на покраинските избори во Тирингија на почетокот од септември беше делумно поттикната од зголемениот број на млади гласачи. Повеќе од 1/3 од младите луѓе, речиси 40% од оние меѓу 18 и 29 години, излегуваат и гласаат за АФД. Спротивно на тоа, само 1 од 5 гласачи постари од 70 години гласа за АФД. Партијата се надева дека ќе повтори својата победа на покраинските избори во Бранденбург на 22 септември со помош на младите гласачи. Други партии веројатно очекуваат дека АФД е само партија за стари луѓе и дека младите не гласаат за неа. Тоа е погрешно. Што ја поттикнува популарноста на крајната десница кај помладите? Се чини дека имиграцијата е фактор. Тоа е дел од државата што е посиромашно од другите делови, кој е помалку етнички разновиден и затоа реагира повеќе на новата различност, отколку Берлин или други делови од Германија. Некои луѓе тврдат дека постои загриженост за војната во Украина. Други луѓе тврдат дека тоа е одговор на ковид или одговор на кризата за домување. Трендот кај младите гласачи не е ограничен само на Германија. На европските избори во јуни, екстремно десничарскиот национален собир беше најпопуларна партија меѓу лица од 18 до 34 години со 32% од гласовите. Многу повеќе отколку за постарите од 65 години. 28 годишниот претседател на Националниот собир има 1,6 милиони следбеници на TikTok, платформа за социјални медиуми популарна меѓу младите гласачи, забележува Ансел. TikTok се кратки видеа кои имаат цел да шокираат. Вештина што ја имаат популистичките партии во правење видеа и пронаоѓање политички моменти, кои се кратки, остри и шокантни, да ги возбудат луѓето за политика. Студија на шпански сугерира дека 1/4 од шпанските мажи на возраст од 18 до 26 години, така наречена генерација Z, веруваат дека во некои околности авторитаризмот може да биде подобар од демократијата. Меѓу генерацијата на возраст од 59 и повеќе години, бројката е помала од 10%. Бројката е помала кај жените гласачи. Можете да го видите овој огромен родов јас меѓу помладите од 30 години, што се појавува во сите земји. Останува да се види дали таквите трендови меѓу младите гласачи ќе се повторат во сад на претседателските избори во ноември, иако неодамнешните анкети покажуваат дека Камала Харис ја зголеми поддршката кај помладите гласачи.